Американскиот председател Доналд Трамп го нападна републиканскиот сенатор Боб Коркер од Тенеси неколку дена откако Коркер му изрази поддршка на државниот секретар Рекс Тилерсон по извештаите дека тој речиси поднесол оставка. Сенаторот Боб Коркер ме молеше да го поддржам неговиот реизбор во Тенеси. Реков не и тој испадна, напиша Трамп на Твитер додавајки. Тој побара да биде државен секретар, а јас реков не благодарам. Тој исто така е одговорен за ужасниот договор со Иран. Ова следуваше откако сенаторот Коркер, поранешен сојузник на Трамп, изјави дека главните советници во администрацијата на Трамп ги задржуваат Соединетите држави да не паднат во хаос. I think Secretary Tillerson, Secretary Mattis, and Chief of Staff Kelly are those people that help separate our country from chaos. Коркер исто така изјави дека Трамп ја води земјата кон Трета светска војна. Инаку повчерашните коментари на Трамп, сенаторот Коркер на Твитер напиша: "Срамно е што Белата куќа стана центар за грижа за возрастни. Некој очигледно ја пропушти својата смена оваа утро." Во август Коркер оцени дека Трамп не успел да покаже стабилност и компетентност што се неопходни за успех. Не беше секогаш вака. Умерениот Коркер го поддржа Трамп на изборите во 2016 година и накратко беше во трката за подпредседател, гледан како можен мост меѓу Трамп и републиканскиот естаблишмент. Пред тоа Коркер, кој председава со мокниот комитет за надворешни односи на Сенатот, го напиша законот со кој се бара конгресна ревизија на нуклеарната програма на Иран, што се смета за запечатување на едно од најголемите надворешно политички достигнувања на поранешниот председател Барак Обама. Председателот Доналд Трамп, кој деновиве треба да го соопшти својот план во врска со нуклеарниот договор со Иран, го критикуваше Техеран. And you will see what I will be doing in the not too distant future. But Iran is a bad player, and they will be taken care of as a bad player. Инаку 65 годишниот Коркер го објави своето пензионирање во минатиот месец и најави дека нема да се кандидира за нов мандат на изборите во идната година.